Почитувани, на 21 февруари апелациониот суд конечно го затвори долгиот судски процес Коњановски против Бендевска. Заврши онака како што и започна, како фарса. Судијата Мери Радевска пред и да започне да суди по овој предмет, спротивно на устав и закони, побара од собранието да ми се одземе пратеничкиот имунитет. Значи бев осудена пред и да започне процесот, како пред преки партиски суд, каде не важат нити докази, нити доказна постапка, важи само партиската правда на ДПМН. Обвинението ме теретеше за клевета, што според закон значи изнесување на невистини и лаги. Според Радевска, невистините биле моите докази и наводи дека директорот на РЕК Битола Коњановски бил рекордер по најмало производство на електрична енергија, најголем број на испади и хаварии и најмногу потрошен прескап мазут за производство на струја. Еве ги доказите, што ги дадов и пред судот, замислите добиени директно од Елем, каде што се потврдуваат истите тие наводи. Но затоа пак Елем одби да ми достави податоци за бројот на сите вработувања и за висината на долгот на комбинатот. Тоа биле според нив, замислете, заштитени податоци кои не се од јавен карактер за објавување. Сега замислете, јавно предпријатие во државна сопственост ги класифицира, односно ги крие податоците што треба да бидат јавно достапни за секој граѓанин во Република Македонија. Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер пак го задолжи Елем веднаш да ми ги достави истите податоци. Се разбира, Елем тоа не го направи. Затоа ја замолив судивката Радевска да ги набави истите податоци по службена должност. Таа го одби тоа со образложение не биле релевантни за овој предмет. За судскиот циркус да биде комплетен, Радевска го прифати вештачењето на психијатрискиот вештак Изабела Филов, која ја проценуваше психолошката и психијатриската состојба на Коњановски година и пол откако се одржа таа пресконференција. Два пати апелациониот суд од Битола ја укинуваше пресудата на Радевска против мене, упатувајќи на, цитирам, суштествени повреди на кривичниот законник, упатувајќи на измените на законот каде се предвидува дека нема да се суди оној што изнел нешта што предходно биле јавно соопштени од друг, како и дека ми било оневозможено правото да дојдам до информации од јавен карактер на кои се повикувам во сопствената одбрана. Нити една од овие препораки Радевска не ја земаше во предвид. Напротив, на 10 ноември 2011 година во мое отсуство, иако оправдано најавив дека сум на службен пат во Белград, како шеф на делегација на Република Македонија во Централно-европската иницијатива, таа истата ја потврди својата прва пресуда. Неколку пати барав смена на Радевска како судечки судија заради очигледна наклонетост во корист на тужителот. И наместо Радевска го сменија составот на судиите од апелација која ја паѓа нејзината одлука. Новиот состав Владимир Радевски, Лидија Мијаковска и Аце Петрески на 21 февруари само ме прогласија за виновна за кривично дело клевета, без око да им трепне што судат сосема спротивно на претходните одлуки донесени од истиот суд. Затоа дозволете ми јавно да соопштам. Протестирам и одбивам да прифатам неправична, спротивна на закон, наместена и конструирана партиска одлука. Немам намера доброволно да исплатам нити денар за дело
за кој не сум виновна. Не сум изнела ни грам невистина, нити некому сум нанела било каква штета. Повелете, Господа од власта, во ваши раце е силата, во мои раце е правдата. Превземете се, ама баш се, за да ја довршите оваа фарса. Јас сум тука. Потполно сум подготвена да се соочам со вас и со сите ваши идни постапки. Земајте ми имунитет, пратете ми извршители, присилно конфискувајте, ако треба и апсете ме. Алфи нема да ви требаат, немам намера да пружам отпор. Со задоволство ќе го прифатам и проживеам сето ваше насилие, ама нема да ме поколебате да истраам и натаму да се борам против режимот и диктатурата што ја спроведувате секој ден врз сите граѓани на Република Македонија и точка. Благодарам.